продолжуваме понатаму од Евангелието според Јован, од 18 глава, и денешен текст ќе ни биде од 28 стих до 32 стих. Од самиот почеток на Евангелието според Јован, па се до 12 глава, ова зборувам за она вечем што го поминав, Исус јавно поучува, јавно проповеда, Исус јавно се представува како Месија, како оној што треба да дојде, како Спасител, како оној што вели јас сум. И потоа од 13 до 18 глава Јован го опишува Христовото тајно делување, тоест поучувањето на 12-мината апостоли, со што ги подготвува за неговото заминување, а нивното останување на овој свет и извршување на мисијата, да одат по цел свет и да го проповедаат Евангелието. И точно во тие неколку глави од 13 до 16, тоа беше таа поука во горната соба, во 17-та ја видовме големо свештеничката молитва. И така го завршува тоа поучување со молитва. Тоа го видовме во 17-та глава. И сега сме во 18-та глава. И претходно што видовме во 18-та глава? Дека Исус со учениците оди во Гециманската градина, каде се моли и таму еуопсе. Или како што рековме, сам се предаде. И потоа го разгледувавме срцето на оние што се религиозни, духовни, ама од интерес, од корист. Значи, на Ана и на Кајафа, на првосвештениците, и видовме дека тоа срце е закоравено, духовно слепо, духовно глуво и безумно. Па и глупо. И на крај зборувавме за недоследноста на учениците по онаа реакција на Петар кога 3 пати се одрече. Не сум, не го познавам, не знам што зборуваш. Значи видовме колку недоследност има кај учениците, но таа недоследност ја има и во црквата денес. Но и таа недоследност е охрабрување за нас во Христовиот поглед. Кога Христос го погледна Петар, Петар виде покаяние и се покаја, виде милост во тој поглед. Значи таа храброст е и за нас. Колку ние и да се оддалечуваме, колку ние и да паѓаме, Христос е тука да не подигне. Значи тоа го видовме минатиот пат. И денес одиме со овој текст од 28 до 32 стих и ајде да го прочитаме, да видиме што ни кажува тука Јован. Тогаш го одведоа Исуса од Кајафа во преторијата, а беше утро. И тие не влегоа во преторијата за да не се осквернат, туку да можат да ја јадат паската. Затоа Пилат излезе пред нив и рече: какво обвинение поднесувате против човеков? Во одговор му рекоа: ако овој не беше злодеец, немаше да ти го предадеме. А Пилат им рече: земете го и судете му според вашиот закон. Јудејците му рекоа: нам не ни е дозволено да ја убиеме некого, за да се исполни совиот збор со кого навести со каква смрт ќе умре. Значи имаме 5 стиха за денеска. И после мапсењето и сослушувањето кај Јана и кај Кајафа, за кое зборувавме минатиот пат, го водат Исус врзан кај Пилат. Зошто кај Пилат? Зошто толку е Пилат важен во сето ова? Зошто сите 4 евангелија зборуваат и му одделуваат толку простор на Пилат? Кој бил Пилат? Значи знаеме ние дека Пилат бил прокуратор, тоест управител на римјаните во Јудеја во тоа време, во тие години. Неговата резиденција се наоѓала во Кесарија, но за време на големите празници, а гледаме дека била Пасха тоа време, знаеме дека била Пасха, тој одел во Ерусалим и таму престојувал, затоа што тогаш често имало и побуни, немири во Ерусалим, бидејќи сите евреи се собирале за да одат во храмот во Ерусалим.
И точно затоа имало и побуни. Бидејќи Јудеја била една немирна и проблематична земја за Рим. Проблематичен регион бил. А тие проблеми уште повеќе се продлабочиле со доаѓањето на Пилат. Тој ги заострил и така заострените односи помеѓу Рим и Ерусалим. Имено уште при неговото доаѓање, кога влегувал во Ерусалим, неговите војници кои оделе со него, носеле знамиња со ликот на царот, тоест на Цезар. И тоа било директен напад на што? На втората Божја заповед. Директен напад имало. Евреите одма реагирале, посебно овие религиозни врвови, бидејќи биле осетливи на резани ликови, на кипови, на слики, посебно после Вавилонското робство, каде отишле точно заради тоа класично идолопоклонство. Бидејќи за нив ликот на знамето било идолопоклонство. И покасно уште повеќе ги разгневил Пилат, затоа што на дворецот поставил позлатени штитови со знакот и со ликот на царот. И откако евреите, тие религиозниот врв на евреите, со сите можни дипломатски средства го притиснале царот и тој наредил Пилат да ги тргне тие штитови. Значи, од ова гледаме дека верскиот врв секогаш работел зад неговиот грб и потајно градел дипломатски однос со царот, т.е. со Рим. Директно со Тибери. Во тоа време тој бил Цезар. Зошто е ова важно, ќе видиме покасно, кога Пилат сакаше да го ослободи Исус. Значи, ќе го видиме тоа тогаш. Бидејќи тогаш еврејските водачи, што му рекоа? Ако овој го ослободиш, не си му пријател на Цезар, на царот. И така Пилат подлегна, и така Пилат дозволи да биде Исус распнат, гледајќи го својот интерес и својата позиција. Ако овој го ослободиш, не си му пријател на царот. Покрај овие политички причини, постои и економска причина зошто Пилат и Синедрионот, т.е. големото собрание на евреите, не се сакаа многу, т.е. би се мразеа, тоа била омраза. За изградбата на водоводот во Ерусалим, Пилат земал средства од храмот. А минатиот пат, што рековме? Каде одеа средствата од храмот? Тие менувачници, тие продавачи на животни за жртвување. Тоа беше голем бизнис, кој го има развејано точно првосвештениците. А сега овој зема пари точно од нив. И тука е таа омраза. Ана и Кајафа биле доста мојкни, богати, биле влијателни. Ама Пилат зема пари од нив. И Пилат доста бил суров. Посебно со оние кои се бунтовале. И ова е битно за понатаму од сето ова што се случува и со Исус. И како го обвинуваат и зошто го обвинуваат. Историски пример за Јуда Галилеец. И тој пример се спомнува во Светото писмо. Точно во Библијата е спомнат Јуда Галилеецот. И таму зборува за таа постојана напнатост и за постојаните побуни кои Пилат безмилосно ги казнувал со смрт. Јуда Галилеецот дигнал национално востание или револуционерно востание, ајде да речеме, против римјаните, тврдејќи дека Израел има само еден цар и дека не треба да плаќаат данок на Рим. И точно за Јуда Галилеецот ќе прочитам, има еден стих во Дела апостолски, 5 глава, 37 стих. И таму вели вака: по него во време на пописот на населението се крена Јуда Галилеецот и повлече многу народ по себе. И тој загина и сите кои го слушаа се распрснаа. Значи гледате, така и Исус го обвинува, го побунува народот, го крева народот. Таква му го сервираа тоа обвинение на Пилат. Ги учи да не плаќаат данок.
Ама тоа не беше вистина. Не беше вистинско обвинение. Бидејќи Исус не беше бунтовник. Исус беше покорен на властите. Гледате колку лукаво постапуваат јудејските водачи. И сега видете, вели, тогаш го одведоа Исус од Кајафа во преторијата, беше утро, и сега внимавајте. И тие не влегоа во преторијата за да не се осквернат, туку да можат да јадат паската. Зошто не сакаа да влезат во преторијата? За да не се осквернат. Колку лицемерно. Колку биле слепи, глуви, закоравени. И сега замислете како Пилат би гледал на нив. Значи не се достојни да влезат, едно размислување било од Пилат. Овие не се достојни да влезат. Или колку би рекол се свети, ама само однадвор. Тие мислеле дека се избран род, дека се свети, избран народ, дека само тие се во право. Не сакаат слики, не сакаат кипови. Внимаваат да не се извалкаат со влез во преторијата. А апсат и осудуваат на смрт невин човек. Колку големо лицемерие. И гледаме колку таа религијата од интерес, пак ќе спомнам, може целосно да го заслепи човек. Страшно. До каде може тоа да оди? До осуда на смрт на невин човек. До прогонства. Кога ги анализираме сите 4 евангелија, доаѓаме до заклучок дека Исус беше сослушан 6 пати. И тоа е битен податок. 6 пати. Битен податок за нас сите да им стане јасно дека Исус е невин. 3 пати беше сослушуван од религиозната власт и 3 пати од светската власт. Значи прво го одведоја кај Јана, па тој го кај Кајафа и трето пред Синедрионот, значи целото еврејско собрание. Четвртиот пат кај Пилат, па Пилат го праќа кај Ирод, тоа е петто, и тој повторно го враќа кај Пилат. Уште едно сослушување, 6. 6 пати сослушува. Кога сме кај сослушувањето кај Пилат, кај Ирод, значи тука владе римското право. А римското право е темел на денешното модерно правосудство. Модерното правосудство се темели врз тоа римско право. И таму по тоа право, а и денеска е така, не може некој да се осуди без докази. Не може да се осуди ни за најмал прекршок, а камоли да се осуди невин на смрт. Сега тоа сослушување на третото кај јудејските власти, тоест во Синедрионот, одговара на ова наше прашање од денешниот текст. Каде што велија, затоа Пилат излезе пред нив и рече: какво обвинение поднесувате против човек? Многу битно прашање. Какво обвинение поднесувате против човекот? Бидејќи Пилат бил паметен човек и разбира што се случува, дека ова е монтирана работа, монтиран процес. А Пилат бил овластен од Рим да суди и сега прашува кој е обвинението. Матеј во неговото евангелие не известува за тоа сослушување во Синедрионот и сега тоа ќе го прочитаме и многу ќе ни помогни во разбирањето на целиот овој случај, дека Исус е невин и што се случува. Значи читаме од Евангелие според Матеј, 26 глава, и тоа од 57 стих до 68. А оние кои го фатија Исуса, го одведоа при првосвештеникот Кајафа, каде беа собрани книжниците и старешините. А Петар врвеше по него оддалеку до дворот на првосвештеникот. И откако влезе внатре, седна со слугите за да го види крајот.
А главните свештеници и целиот Синедрион бараа лажно сведоштво против Исуса, за да го убијат и не најдоја. Иако дојдоа многу лажни сведоци, најпосле дојдоа двајца и рекоа: овој рече можам да го разурнам Божиот храм и да го созидам за 3 дни. Тогаш првосвештеникот стана и му рече: ништо ли не одговараш, што сведочат овие против тебе? А Исус молчеше. Првосвештеникот му рече: те заколнувам во живиот Бог да ни кажеш дали си ти Христос, Божиот син. Исус му кажа: ти рече, но јас ви велам, од сега ќе огледате човечкиот син како седи оддесно на силата и како доаѓа на небесните облаци. Тогаш првосвештеникот ја раскина својот облек и рече: го хули Бога. Зошто ни се потребни уште сведоци? Ете сега ја чувте хулата. Што мислите? А тие одговори и рекоа: заслужува смрт. Тогаш го плукаа во лице и го удираа со тупаници, а други му удираа плесници говорејќи: проречи ни Христе кој те удри. Значи гледаме сите, рекоа, заслужува смрт. И сега гледајте 27 глава, 1 и 2 стих. А кога се раздени сите свештенички главатари и народните старешини, се советуваа против Исуса за да го убијат. И го врзаа, го одведоа и му го предадоа на управителот Понти Пилат. Значи Матеј многу прецизно не известува дека барале што? Прво барале лажни сведоци. И потоа го обвинуваат зошто? За хулење на Бога. Спрема Мојсевиот закон, што беше светиња за нив, зашто најмногу се држеа, беа потребни барем двајца сериозни сведоци. Значи мажи на добар глас и законот е јасен. Тогаш. За ова. А овие довеле многу лажни сведоци, ама гледаме дека сето било бадијала, нивните сведоштва очигледно не се совпаѓале, не се поклопувале. И во овој очигледен монтиран случај сведочеле многу такви сведоци против оној што е вистина. Бидејќи Исус не вели дека тој знае што е вистината, Исус вели јас сум патот и вистината и животот. Исус јасно му вели и на Пилат: јас дојдов на светот, тоест се родив за тоа да сведочам за вистината, драги мои. И секој кој е пријател на вистината, го слуша мојот глас. А точно христијаните се пријатели на вистината. И сега имаме лажни сведоштва, обвинувања против христијаните. Како и тогаш. Но тогаш сведочеле лажни сведоци против апсолутната вистина. Против Исус Христос. Против самиот Бог, кој е апсолутна вистина. Тоа е човекот. Тоа е тоа закоравено срце, кој е слепо и глуво. Сега брзо беше сретнав некој пост, една психијатарка е прашуваат и дава одговор на едно прашање: кој е најголемиот проблем денес во општеството? Таа даде доста интересно прашање. Вели премногу лага, а премалку вистина. Многу интересно. И вреди да се размислувам тоа. Или би рекол премалку вистина има, а премногу лага. И тоа е доста точно, бидејќи ние денеска како генерација живееме во едно такво измамливо општество, каде најмногу има тоа. А најопасна лага е лагата која е полна со вистина. Знаеме ѓаволот како измамува. Тој кажува 99 вистини, една лага, и тука е опасност. Значи, ние денес сме изложени постојано на тие информации, на тие лажни информации, лажни вести. Ама кај е вистината? И што е вистината? Тоа е прашањето. Ние како христијани знаеме дека татко на лагата е сатаната. И секогаш кога тој лаже, зборува својствено. Зошто велам својствено? Па својството на сатаната е лага.
измама, манипулација, тие се негови карактеристики. Затоа тоа е својствено за него. И секогаш да бидеме внимателни. Таму каде што има збунетост, каде што има нејаснотија, страв, таму некаде е скриена лагата. А таму каде што е скриена лагата, таму е и сатаната. И затоа вистината е многу битна. Затоа Павле што вели? Затворете ја вратата на сатаната, отфрлете ја лагата и зборувајте вистина. Зошто Павле ова го вели? Ова Павле го пишува на црквата во Ефес. Ефесјаните 4 глава читај. Затоа што и во црквата има лаги, има и се што. Ние велиме, па може би не е лага, па не лажеме ние. Па да, не лажеме, меѓутоа често пати знаеме да не зборуваме вистина. Па немам време за ова, немам време за она. Зошто немаш време кога сите имаме 24 часа? Па затоа што сум изморен. Минатата недела што читавме? Што вели Господ? Со што јас ве измори. Значи самите влегуваме во таа лага што наизглед не е лага. И затоа Павле го вели, меѓу вас да владеј вистината, да нема лаги, зборувајте ја вистината повеќе вас. Отфрлете ја лагата, изборувајте вистина секој со својот ближен. И за да го разбереме Евангелието, битно е да знаеме дека против Исус поднесоја лажно обвинение. Лажно беше обвинет. Пилат беше уверен во Исусовата невиност и знаеше дека според римскиот закон не смее да осуди некого што не е виновен. Во текот на сослушувањето Пилат јасно кажа и тоа 3 пати, јас не наоѓам никаква вина во него. 3 пати. Жената на Пилат и таа знаеше дека Исус е невин. Еве што вели неговата жена. Матеј 27 глава 19 стих. И додека седеше на судската столица, се мисли на Пилат, значи бил судски процес тоа. Додека седеше на судската столица, неговата жена испрати до него да му кажат: не прави му ништо на тој праведник, зашто денес многу пострадат насом заради него. Праведен е тој човек, му вели. Внимавај како судиш, му вели. Правдата и праведноста се темел на Божиот престол. И многу се битни. Без ова не може да се разбери Евангелието. Дека Исус е невин му беше јасно и на кого? И на Ирод. Лука пишува дека Ирод со радост го прими Исус, дека сакаше да го слуша и му постави многу прашања. Исус се бранеше со молчење, на крај го презре, го исмеја и го прати назад кај Пилат. Зошто го прати? Па затоа што Ирод беше сигурен дека Исус е невин и го враќа кај Пилат. За Ирод немаше основ за осуда. Римскиот стотник што го обезбедувал распнувањето долу под крстот, го гледал цел настан, на крај заклучил дека Исус Христос бил невин праведник. Ќе прочитаме во Лука 23 глава, од 39 до 41 стих. Односно 23-47 стих. А кога стотникот виде што се случи, почна да го слави Бога велејки: на вистина овој човек беше праведен. Овој човек беше праведен. Значи и тој разбира дека Исус е невин. Во истата глава од 39 до 41 стих ќе видиме дека и разбойникот на крстот во последните моменти од својот живот гледа дека Исус е невин. Дека е неправедно осуден, за разлика од него кој е праведно осуден. А еден од обесените разбойници го хулеше:
зар не си ти Христос? Спаси се, себе си и нас. А другиот во одговор го кори. Зар не се боиш од Бога, кога и ти си исто така осуден? И ние сме праведно осудени, зашто го примаме заслуженото од тоа што сме сториле. Но овој не направил никакво зло. Овој не направил никакво зло, вели. Гледаме дека не само Пилат, не само неговата жена, не само Ирод, не само стотникот и разбойникот на крстот, до некаде и во еден момент Јуда Искариотски разбира дека Исус не е виновен. Иако тој имаше своји интереси. Ама вели, предадов невина крв. Евангелие според Матеј е запишено тоа. Предадов невина крв. Сите овие знаеа дека Исус не е виновен, но колку длабоко ја сваќале Христовата невиност, и ова е многу важно, колку ја сваќале Христовата праведност. Без тоа не може да се разбере Евангелието. Колку во тоа време ги разбирале, покасно зборувам, апостолите, или колку ние ги разбираме, го разбираме она што апостолите ни го пишале. Ќе споменам само тројца апостоли. И од нив и ќе прочитам. Петар пишува во првото Петрово послание, и тоа 2 глава, 22 стих. Тој не направи грев и не се најде измама во неговата уста. Тој не направи грев, не се најде измама во неговата уста. И сега на прашањето кого го барат? Оној што не направи грев. Колку разбираме што Јован кажува? Прво Јован 3:5. И знаете дека тој се јави за да ги отстрани гревовите, а во него нема грев. Ги отстранува гревовите, а во него нема грев. Каква оптужба имате против овој човек? Вие мора да знаете, тоест ние мора да знаеме, дека во него нема грев. Павле во 2 Коринтијаните, што ни вели? 5 глава, 21 стих. Оној кој не знаеше за грев, Бог го направи грев за нас, за да станеме Божја правда во него. Ова е Евангелието. Праведникот ќе живее од верата. Оној кој не знаеше за грев, Бог го направи грев за нас, за да станеме Божја правда во него. Тоа е Евангелието. За да го разбереме Евангелието и Христовата припишана и подарена праведност, ние мора да ја разбереме и неговата невиност и неговата праведност. И видите што сега велат евреите. Ова е од денешниот текст кој го читавме. Нам не ни е дозволено да убиеме некого. И сега од каде произлегува ова? Од каде ова? Зошто го велат ова? Кога знаат дека законот, тоест Мојсеевиот закон, дозволува смртна казна. Ти имаат мнозина убиени. И сега велат, не ни е дозволено. Левити, 24 глава од 15-16 стих е многу јасен параграф во законот. Многу јасен параграф. Каде може да се убие човек и заради богохулие. Хајде да прочитаме, само да не зборуваме така од памет. Значи, Левитска книга, 24 глава, 15 и 16 стих.
Потоа ќе им прозбориш незрелците вака. Кој ќе го проколне својот Бог, ќе го понесе својот грев. Кој ќе изговори хула против Господовото име, нека биде погубен. Целата заедница нека го погуби со камења, било да е тујгинец или домородец. Ако го похули Господовото име, треба да умрее. Многу јасно, јас не знам што не било јасно и сега од каде тие, па ние не можеме да убиеме, не ни е дозволено да убиеме некого. Јасен параграф во нивниот закон. А крајното обвинение не беше дека Исус го буни народот. Тоа беше само игра, како што кажа. Исус не беше како Јуда Галилеецот. Тој беше покорен на власта, плаќаше данок. Данок на царот царевото, на Бога Божиото. Беше лојален, ги почитуваше сите закони. И зошто беше оптужен на крај на краиштата, видовме во текстот што го читавме од Матеј, 26 глава. Свештеникот е раскинува облеката, бидејќи Исус рече: од сега ќе гледате човечкиот син како седи оддесно од силата, и вели хули на Бога. И за богохулие го обвинија на смрт фарисеите. Едногласно Синедрионот рече: заслужува смрт. И зошто тогаш тврдат: не ни е дозволено да убиеме некого? Од историските списи на Рим може да се види дека Рим им забранил во 30-тата година, значи тоа е она кога Исус веќе почнал да проповеда, кога ја започнал својата служба на евреите, им забранил да се извршува смртна казна, да можат да извршуваат смртна казна. И тоа е запишано во римските списи, како римска историја и како доказ. Но евреите повеќе му се покорувале на Бога отколку на луѓето, тоест на царот, на римскиот цар, кога? Тогаш кога нив им одговарало. Значи, тогаш кога нив им одговарало, се покорувале на Бог. Кога му одговарало, се покорувале на царот. Значи, ги играле двојна игра со Мојсеевиот закон. Видете што ни пишува во Лука, кога Исус почнува да проповеда во Назарет, и што се случува таму, на почетокот на службата. А најверојатно дека и тогаш оваа одредба дека не смеат да извршуваат смртна казна била донесена. Евангелие според Лука, 4 глава, до 30 стих. Ако го чуја тоа, сите во синагогата се наполнија со гнев и станаа и го истераа од градот и го одведоа до стрмнината на која беше созидан нивниот град, за да го фрлат долу. Значи, сакаја да го екзекутираат, да го убијат. Но тој помина меѓу нив и си отиде. Значи, уште на почетокот тие сакаја да го отстранат, да го убијат. Ама часот не беше дојден. Што правиме со Стефан? После сослушувањето, што се случи? Одма ќе прочитаме тоа. Во Дела апостолски, 7 глава, ни е запишано што му направија на Стефан. 57, 58 стих. Вели, тогаш извикаа со силен глас, ги затнаа своите уши и се нафрлија еднодушно на него. И го изфрлија од градот и фрлаа камења на него. А сведоците ги оставија своите облеки до нозете на едно момче кој се викаше Савле. Значи го каменуваа, го убија Стефан. Точно според она што беше нивниот закон. И Стефан беше обвинет за богохулие. Значи повеќе му се покоруваа на Бога, ама кога тоа нив им одговараше. Сега не му одговараше, ние не можеме никого да убијаме. Значи тоа е себичен пристап кон писмото. И тоа е многу опасно, ако и ние писмото си го прилагодуваме онака како што нас не одговара. А не ние да се прилагодиме кон писмото.
Не ние да се промениме, него него да го менуваме, Бог да го смениме. Страшна работа е тоа. Тоа зошто фарисеите тврдат, не ни е дозволено да убиеме некого. И видите во нашиот текст, 31 стих, што вели. А Пилат им рече, земете го и судете му според вашиот закон. Пилат им рече, земете го и судете го според вашиот закон. Значи Пилат го знае нивниот закон, убијте го. Се тие се враќаат на таа одредба и велат, нам не ни е дозволено да убиеме некого. А Пилат едноставно им вели, ако ви е толку голем непријател, вие земете го и вие убите го. А Пилат е римски судија и не може да убие невин човек. Не може да го осуди на смрт. Убијте го вие, ваша работа. Рим нема ништо со тоа. Бидејќи римското право, како што кажав, и денес е темел на правосудството во многу држави. И каде се почитува една одредба дека секоја личност е невина додека не се докаже вина врз основ на законот. Значи секоја личност е невина се дотогаш додека не се докаже вина врз основ на законот. Врз било кој закон, ако се докаже вина, виновна, ако нема, таа личност е невина. А овде видовме докази немаше, само лажни сведоци. Пилат, како римски судија со сите сили, сака да избегне таа осуда. Смрт на овој човек. Но на крај сепак, кариерата, богатството му беа поважни од римското право. Значи пак тоа човечко срце, пак кариера, богатство. Држеше, ама сепак на крај попушти. И тоа е само дел од одговорот. Но вистинскиот одговор се наоѓа точно во нашиот текст. Зошто го вела това? Не ни е дозволено да убиеме некого. 32 стих. За да се исполни совиот збор, со кого навести, со каква смрт ќе умре. Значи, се е по планот. Планот се оди натаму. И за крај, за заклучок, Јован, 12 глава, 32-33 стих, ќе видиме што кажа Исус. А јас, кога ќе бидам издигнат од земјата, ќе ги привлечам сите кон себе. Тоа го рече за да покаже со каква смрт ќе умре. Ете, точно затоа планот оди понатаму. Знаеме дека евреите убиваја и со бесење, и со меч, најмногу со каменување, а само Рим со распнување. Кога ќе биде подигнат, тогаш ќе знаете. Кога ќе биде подигнат на крстот. Како што Мојсей ја подигна бронзената змија, така мора да биде подигнат и човечкиот син. И тоа е тој крст. Зошто го зборува тоа? Затоа што Исус мора да биде распнат и воскреснат. Затоа што крстот е во сршта на Евангелието. Секој што верува во него, во крстот, нема да погине. Ќе има живот вечен. Правото, правдата се многу битни. Правдата мора да биде задоволена. Божјата правда секогаш мора да биде задоволена. Исус мораше да умре спрема пророштвата, што сега и ќе ги прочитаме за крај. Значи, правдата мора да биде задоволена. Казна за гревот е смрт. Платата за гревот е смрт. И како сега Бог ќе ја задоволи таа правда? Како ќе дојде до правда? Мора некој да биде жртва. За да не бидеме ние жртви, Исус е заменската жртва за нас. Доброволно се даде на крстот. И Бог така ја задоволува правдата. А нас по милост ни ја припишува таа праведност. Не дека ние ја заслуживме, се по милост. Ајде да прочитаме пророштвото од пророците, пророк Исаија, 52 глава.
И така полека ќе завршиме. Од 13 стих па до 15. Ете, мојот слуга ќе успее, ќе се издигне, ќе се возвиши и ќе се прослави. Како што мнозина испаднаа во ужас кога го видоа, толку му беше лицето нечовечки обезличено, па со својот лик веќе не личеше на човек. И така тој ќе восхити многу народи и царевите ќе стиснат уста пред него, гледајќи го она за кое што никој не им зборувал, свајкајќи го она за што никогаш не чуле. Значи римјаните го заковале на крстот долу, така и распнувале, и потоа ги подигнувале полека нагоре. И тука на крстот ја гледаме најголемата слава. Најголемата слава во распнатиот Бог. И Исаија одговара во продолжение зошто крстот, зошто распнувањето. 53 глава од првиот стих па натаму. Кој да му поверува на она што ни е објавено, кому се откри Господовата рака. Израсте пред него како нежно стебло, како корен од сува земја. Немаше на него ни убавина, ни блесок, за да бисме се загледале во него. Ни милозливост, за да би ни се допаднал. Беше презрен, отфрлен од луѓето, човек на болката, свикнат на страдањата, од кого секој го отстрануваше лицето. Беше презрен и за ништо го сметав. А тој ги понесуваше болестите, ги зеде врз себе нашите болки, додека ние сметавме дека Бог го бие и го понижува. За нашите престапи беше прободен, сотрен за нашите беззаконија. Казната за нашиот мир падна врз него, преку неговите рани ние се исцеливме. Сите скитавме како овци и секој одеше по својот пат, а Господ ги возложи на него беззаконијата на сите нас. Значи ова е Евангелие, припишана праведност. Сите беззаконија паднаа врз него. Значи Бог го бијаше, кога Бог го сотруваше, го понижува. Тој ги презема нашите гревови. Тука ја гледаме Божјата слава најмногу, на крстот. Значи имаме припишана праведност, подарена праведност, само по милост. И потоа вели, го измачуваа, а тој оставаше и не ја отвори својата уста. Го одведоа како јагне на колење. Како овца нема пред оние што ја стрижат, не ја отвори својата уста. Со сила и со суд се ослободија од него. И кој ќе го искаже неговиот род? Да, од земјата на живите го отстранија него. За гребовите на неговиот народ го ранија на смрт. Му го одредија погребението меѓу злочинците. А неговиот гроб беше при богатите, иако не направи неправда, ниту пак устата му изусти лага. Значи, мојот праведен слуга, вели Бог, ќе оправда мнозина, ама нема друго оправдание. Нема друго. Само Исус е нашата правда. Праведникот ќе живее од верата. Не од дела, не од сакраментите, не од послушност. Праведниот слуга ќе ги оправда неправедните. И вистината ќе излезе на виделина. А вината ќе ја земе врз себе. И тоа доброволно. И тоа Исус го направи. Исус често одеше во Гециманската градина, знаеше дека Јуда знае и едноставно праша, кого барате? Одговори, зар да не ја пијам чашата што ми ја даде мојот татко? А тој одговор беше, зар да го одбијам тоа, да бидам спасител на мнозина, кои ќе поверуваат и ќе се покајат. И ќе речат, Исусе, ти си моја правда, ти си моје спасение. И ние тоа да го велиме. Дека Исус е нашата правда. Исус не оправда и по милост ни припиша правда. И со тоа стана и наше спасение. Да се молиме.
Семојкен Господе, Ти благодариме за Твоето Слово, Ти благодариме за Твојата милост, што си ни го дал тоа Слово, и да можеме преку тоа Слово и ние да бидеме оправдани, бидејќи Твојот Син ги понесе сите гребови на овој свет врз себе, сите наши беззаконија, иако беше обезличен, иако и не личеше на човек. Никој не може да се загледа во него, тој сепак се прослави на крстот. И таа праведност негова ни ја припиша нам и ние како негови верни чеда да имаме вечен живот. Ти благодариме за тоа, Господе. Ти благодариме за Твоето Слово уште еднаш. Слово со кое не води и кое ни дава патоказ во нашиот живот. Затоа те молам, Господе, отварај ги нашите срца, чисти ги нашите срца, да можеме да го примаме тоа Слово, но и да го разбираме и така да живееме, тоа да биде наш патоказ. Во Исусовото име молам, амин.